Почитувани представници на медиумите, добар ден. Пред неколку дена СДСМ го промовираше проектот Инвестиции сега. Владата го отврли проектот и се обидува да го пренасочи вниманието на медиумите и на граѓаните. Со тоа, владата сака да ги скрие предностите на проектот. Затоа, на денешната пресконференција ќе посочиме директно, јасно и прецизно за кого и заради што е добар нашиот проект Инвестиции сега. Проектот Инвестиции сега е добар за секој бизнисмен што сака да инвестира. Потенцијално добрите идеи за инвестирање и ширење на бизнисот полесно ќе се реализираат. Се намалува трошокот за реализација на бизнис идеите, бидејќи државата би ја плаќала каматата на ново одобрените инвестициски кредити. Со намалените трошоци се подобрува конкурентноста на производите и услугите на фирмите. Проектот е добар затоа што продуктивно се користат површините на постојните економски зони. Тие се изградени, но сега стојат неискористени. Бизнисмените би можеле да добијат бесплатно користење на една или повеќе парцели од постојните економски зони. Бројот на добиените парцели би зависел од големината на инвестицијата и од бројот на новоотворени работни места. Конечно, проектот е добар бидејќи представува заокружена целина. Имајќи предвид дека банките за инвестициските кредити обично даваат грејс период од една година, фирмите за година дена би можеле да стигнат од парцела до стартуван деловен објект, без да имаат било каков трошок околу кредитот. Проектот Инвестиции сега е добар и за невработените. Директно ќе се отворат нови работни места. За да ги имаат придобивките од проектот, да добијат инвестициски кредити без да плаќаат камата и да добијат на бесплатно користење парцели во економските зони, бизнисмените мораат да отворат одреден број на нови работни места. Индиректно ќе се отвараат нови работни места. Фирмите вклучени во проектот ќе користат стоки и услуги и ќе го зголемат работењето и на други фирми, па ефектите за нови вработувања се мултиплицираат. Проектот Инвестиции сега е добар за целата економија. Овозможува побрзо и полесно да излеземе од сегашната катастрофална состојба, бидејќи македонската економија ќе се раздвижи веднаш. Клучниот збор е веднаш. Износот на ново одобрени инвестициски кредити би се зголемил од 60 милиони евра во 2010 година на 180 милиони евра во 2011 година. При тоа, бизнисмените што ќе се вклучат во проектот мораат да започнат со изградба во рок од 3 месеци и да го стартуваат новиот деловен објект за 12 месеци. Проектот е добар, бидејќи во очекување на странски инвеститори, кои никако да дојдат, конечно им се обрнува достојно внимание и почит и на домашните инвеститори. Проектот создава услови за поголема искористеност на нивниот потенцијал за инвестирање во економијата. Проектот е добар бидејќи ресурсите на економијата се насочуваат кон продуктивни цели, како што се инвестициските добра. Проектот е добар и бидејќи се промовира вработување во приватниот сектор, а не во државната администрација. Македонија не може да оди напред со влада што не ја разбира логиката дека порастот на вработувањата првенствено треба да биде во приватниот сектор. Проектот Инвестиции сега е добар за сите граѓани. Овозможува поголема транспарентност и отчетност во трошењето на народните пари од буџетот. Граѓаните би имале подобар увид во тоа за што се трошат буџетските пари. Проектот овозможува попродуктивно користење на парите од буџетот. Кога веќе се трошат буџетски пари, барем да се трошат за корисни намени, како што се раздвижување на економијата и намалување на невработеноста и рекордната сиромаштија. Да заклучиме. Проектот на СДСМ Инвестиции сега е добар за невработените, за инвеститорите, за целата економија, за сите граѓани. Добар е за сите, само не за владата. Зошто е тоа така, нека објасни владата. Најпрвен нека почне да им објаснува на сите оние што се погодени од рекордната сиромаштија.